Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, никој не им дал право на парламентарното мнозинство да го разградува системот во кој своји средства имаат вложено и граѓаните на Македонија, но и нашите пријатели од Европската унија, од ОПСЕ, кои што технички и финансиски го имаат помагано системот за внатрешни работи. Во моментов на сила е Закон за внатрешни работи, кој што не беше усогласен со опозицијата минатата година и кој не е согласно препораките на ПРИБЕ. Сегашниот закон не е ниту согласно препораките на ОПСЕ и на ДИКАВ, односно не е во духот на градење на заедничкиот пристап, на создавање на кредибилни институции од сферата на безбедноста, а тоа е нешто за што се залагаше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија пред да дојде на власт. Со постоечкиот закон беше најавено дека ќе има целосна департизација и подобрување на условите и критериумите за прием и водење во службата. Но што добивме? Го добивме токму спротивното. И затоа ние предупредувавме и на пресконференции досега, меѓутоа и кој имаме кажувано од ова говорница. Значи во Македонија, односно во Министерството за внатрешни работи, во моментов имаме инсталирање на некомпетентни и нестручни клиентелисти и имаме комплетна партизација на Министерството за внатрешни работи, со тоа што се вработуваат нивни поранешни градоначалници, нивни партиски функционери. Значи во услови на зголемена геополитичка затегнатост, нашиот безбедносен сектор треба и мора да биде во полн капацитет. Со постоечкиот закон што беше предложен од министерот Спасовски, беше изгласан овде во минатата година, само се озакони неговото досегашно незаконско работење и се создадоа законски услови за да се продолжи со партиските чистки. Лажно повикувајќи се на препораки од ГРЕКО, овде му се даде можност на министерот да унапредува до 3 работни места одеднаш. Нека слушне целата македонска јавност дека со постоечкиот закон припадник, односно почетник во Министерството за внатрешни работи, преку ноќ може да стане шеф. И тоа не преку развој во кариерата, туку со прескокнување на скалила во службата и по волја на министерот кој има дискреционо право тоа да го направи. Од една страна мора да се согласиме дека дискреционите права мора да бидат отстранети затоа што тие се извор на корупција, а од друга страна, ова сум го зборувал и порано, ќе го кажам и сега, за да напредувате во кариера, посебно во една хиерархиска средина како што е Министерството за внатрешни работи, потребни се одредени квалификации, стручност и компетенции. И тие се добиваат преку процес на обука, курсирање, но и најважно со искуство, односно со минат труд. Во моментов имаме случаи во Министерството да се вработуваат од каменорежачи до продавачи во пекара, истите да бидат направени, односно да бидат овластени лица за гонење со криминал. Да се вработуваат луѓе со пресуди и со одлежани казни затвор, а истите да бидат направени, односно да бидат началници. Лица кои се гонети по потерници и кои бегале од правдата, да бидат вработени во Министерството и да бидат главни за потраги. Лица кои се со пресуди за мито, со судски пресуди за мито, да се главни за обезбедување на објекти од посебно значење за државата, вклучително и собранието на Република Македонија. И токму затоа Министерството за внатрешни е реактивно, односно не е во состојба да открие кој ја малтретира македонската јавност, кој ги травматизира децата и кој ги травматизира родителите. Токму затоа Министерството за внатрешни работи не може да открие 20 убиства на територија на град Скопје од моментот на доаѓање на министерот за внатрешни работи. Тоа го кажував и минатиот пат. Значи, Министерството за внатрешни во моментов го водат неспособни лица кои не си ја знаат работата или не ја сакаат да ја работат работата, затоа што се плашат од последиците, од највисоките или се длабоко инволвирани во прикривањето на овие дејанија. Бидејќи во МВР имаме микс на неспособност, неработа, страф и криминализираност, МВР е во клиничка смрт и не е во состојба да ја гарантира безбедноста на граѓаните. Доколку е обратно, нема да се јавуваат брилијантни идеи да се оди на онлайн настава, додека има дојави за бомби. На очиглед на целата македонска јавност е неуспехот на раководството на Министерството за внатрешни работи, кое веќе 8 години, нема да кажам управувано, туку е суверено владеено од министерот Спасовски. Нема ниту една држава во Европа во која системот е поставен на овој начин и токму затоа предлагаме бришење на членот со кој министерот може да унапредува по 3 скалила одеднаш. Втората промена која ја предлагаме, таа е последна, е зголемување на платите на сите припадници на Министерството за внатрешни работи за 10%. И ова не е никаква популистичка мерка, туку е насушна потреба, затоа што и премиерот во вчерашното негово експозе кажа дека ВМРО било против зголемување на платите. Па еве сега имаме шанси да видиме кој е за, кој е против зголемување на платите. Во услови кога Македонија се соочува со инфлација од 20%, кога цените на лебот кој што и го нема и основните намирници се зголемени за 25%, цениме дека спроведувачите на редот и на законите не смеат да бидат фрлени на маргините на општеството. Ова што го предлагаме сега е предложено уште минатата година на 6 мај, значи пред цела година. И еве помина таа година, односно инфлацијата од тогаш до денеска галопираше, а вредноста на процентите веќе е изгубена.
Па може доколку владеачкото мнозинство прифати да се разговара за овие измени, амандмански да се интервенира и платите да се зголемат и дополнително од предложените 10% во овој закон. Македонија мора да има функционална и задоволна полиција и овие измени се токму во таа насока. Затоа барам поддршка за донесување на овој закон во скратена постапка. Благодарам. Предлогот на председател Драган Ковачки, Тони Алевски,